градоначалнику, главната цевка се гради, знаеме главниот примарната мрежа веќе дека се гради, но кога ќе дојдеме до секундарната и до терцијалната, односно кога ќе може граѓаните да ги уживаат благодетите од гасификацијата, но исто така и фирмите и институциите да преминат на овој енергенс. Докаде е овој процес и кога очекувате да почне и кој модел ќе го одберете? Ако мислите на цевката на водно, таа не го засега Скопје. Значи, тоа е регионален вод кој што се однесува на северозападниот и на западниот дел од државата. Главниот вод до нашиот град во примарна смисла е веќе поодамна, да кажам, доведен. Она што би сакал да го истакнам во оваа смисла е проклетството на градоначалничката работа кога работите под земја. Тоа се случуваше во текот на минатата година, кога, за жал, ние повеќе сакаме да се осврнуваме на последиците, отколку на причините, па не ги приметуваме убавите работи што ни се случуваат околу нас. Во текот на минатата година, секундарната мрежа, односно гасоводниот прстен околу град Скопје, го завршивме. Значи, што е за мене стратешки, можеби еден од најбитните моменти. Не знам, веројатно приметуваа луѓето, можеби некој не е, затоа што не е доволно атрактивно медиумски, дека се бајпасираше дури и Вардар. Да кажам, кога преминавме со цевката од Карпош 4 кон Влаe и некаде го завршивме оваа пролет на почетокот, знаете, 2 дена беше партизанска кеситина затворена, тогаш ги приметуваме тие убави работи, меѓутоа можам да истакнам дека секундарната мрежа во градот Скопје е веќе завршена, што за мене е можеби еден од поголемите потфати што во половината на мојот мандат е создадена, затоа што зборуваме за стратегија енергетска на нашиот град, нешто што за жал години на назад не сме можеле да го видиме и да го имаме, и сега ги живееме последиците од таа работа. Кога зборуваме за енергенсите, особено кога зборуваме за природниот газ, некако сме склонни да зборуваме исклучиво само за затоплувањето на домовите, иако тој енергенс како таков може да се користи совршено за сите енергетски потреби. Основните карактеристики на овој реагенс е дека во најмалку 20% се помала емисијата на штетните гасови, така речи воопшто го нема сулфурот како нуспродукт кој што се појавува од другите сулфурни горива, особено од дизелите, и е енергетски сериозно ефикасна категорија природниот газ и токму заради тоа во светот е и широко распространет. Ние сериозно каскаме, 60% е помала штетната емисија на гасови во однос на јагленот за кој што зборувавме, и нитрен оксидите се на пониско ниво од употребата на бензините и на дизелот. За градот Скопје можам да зборувам како субматерија, што во добар дел се однесува и на општините во нашата држава. Многу е битно да влеземе во така наречената процесот на терцијална гасификација, односно достапност на гасот до широката потрошувачка, односно до домакинствата. Имаме предвид дека дел од производствените индустриските погони се префрлени и треба да имаме во предвид дека сите топлани во нашиот град кои што произведуваат топлотна енергија во текот на зимскиот период веќе се префрлени на природниот газ, и затоа секогаш кога зборуваме за топловодната мрежа, за топлувањето на домовите по пат на централниот систем, зборуваме за ефтино и еколошки најприфатливо затоплување на домовите, кој што во овој момент може да биде понудено на граѓаните. И да не заборавиме употребата на огревното дрво, што е најраспространето во нашата држава, ако биде субституирано, меѓу другото ќе спречи сечата на шума
ќе го избегнеме стајковци и слични непогоди може да бидат лесно избегнати, мајќи во предвид дека неконтролирано во определени подрачја од државата ни се одвива сечата на шумите. Што значи примената на гасот? Сега јас може би ќе се повторувам, меѓутоа е добро на вакви дебати да ги изборуваме тие работи со цел да допреме до граѓаните, а во смисла на афирмација на целиот овој процес во кој што допрва ќе влегуваме. За домакинствата значи поекономично грејење пред се. Надвор од животната средина е сериозно поекономично, што мислам дека е атрактивно, заради тоа што се намалуваат трошоците за затоплување на домовите и фактички го може да дојде во краток рок до подобрување на економската состојба на граѓаните, а за индустријските капацитети па тоа значи намалување на трошоците и можност за инвестирање во нови технологии, токму заради заштедите кои што се прават за соупотребата на гасот. Градот е фокусиран во изминатиот период, дули и знаете, во текот на утрешниот ден ќе дојдат представниците на МАН, ние го подпишуваме договорот за набавка на новите 33 градски автобуси, кои што ќе бидат на газ. Да, ќе дојдеме до тоа. Само ги ставам економските карактеристики. За штедата што ќе направиме само со овие 33 автобуси, од тука затоа ја правам оваа компарација, е 700.000 евра годишно во рамки на системот на јавниот транспорт, само со субституција на овие 33 автобуси. Град Скопје сериозно се бави со енергетската политика. Токму заради тоа, барем во овие 2 години, токму заради тоа и го основавме градски енергетски системи, правен субјект кој што претендира да биде носител на енергетската политика на градот. И тоа во двата сегмента, во развојот на топловодната мрежа и нејзината дисперзија и во развојот на гасификационата мрежа. Во градот има 3 топловодни мрежи, кои што опфаќаат делови од општина Центар, аеродром Карпош, Кисела Вода, делумно Чаир, делумно Газибаба и делумно Бутел. Меѓутоа се неспоени. И тоа е еден предизвик кој што допрва ни следува, меѓутоа имаме и делови од општините Карпош, Чаир, Бутел, Газибаба, Кисела Вода, општина Ѓорче, општина Шуторизар и Сареке, што едноставно технички не е возможно или економски неисплатливо да влезете со дисперзија, односно развој на топловодната мрежа, и тоа се во мапирањата на градот што ги имаме направено како примарни активности на градот во тој сегмент, местата каде што всушност треба да навлеземе со терцијалната гасификација. Станува збор за густонаселени подрачја каде што корисниците, каде што имаме индивидуално домување на граѓаните на Скопје. Топловодната мрежа би била прескапа, да кажам, гасификацијата би била една од солуциите која што е примарна. Не имаме секогаш со централната власт синхронизација во ставовите. Градот Скопје е на став дека терцијалната гасификација мора да ја води градот како добар стопанственик. За нас е неприфатливо јавно-приватното партнерство како приказка, како појава, токму заради тоа што искуствата кои што ги имаме реално на Балканот е дека се доаѓа со математика во која што во јавното приватно партнерство се бара поврат на инвестицијата во првите 10 години, а не се првите 10 години инвестицијски циклус, па да се враќа после тоа. Тоа се за жал лошите искуства кои што ги имаме, и во една математика која што е направена во влез на пазарот, да кажам на потенцијалниот приватен партнер, математика да се прави на постојните корисници, а не се прави на развојните. Да, знам дека имаме токму и да, само уште еден сегмент кој што е за мене битен. Во моментов е многу поедноставно, наму кај што имате топловодната мрежа да го доведете гасот. Токму заради тоа, а ние не сме богата држава, токму заради тоа мислам дека ако градот
или единиците на локална самоуправа не се креатори на енергетските политики на територија на општината, може да ни се случи да развојот на гасификацијата се одвива во делови кај што веќе имаме топловодна мрежа. Тоа би било, да речам, поевтиниот начин за развој на гасификацијата, меѓутоа дефинитивно погрешен ако се има во предвид тоа дека би требало како држава, како општество, за нас императивот да е намалувањето на аерозагадувањето од една страна и од друга страна да субституција или доведување на ефтин енергенс до што е можно поголем број на корисници. Да понудите користење на гасот наму кај што веќе има топловодна мрежа, за мене е непотребно фрлање пари кои што и одека ги немаме.